си дозволете во времето кое што го имам да ги споделам моите размислувања. Би сакал на почеток да констатирам дека сум прилично длабоко разочаран од односот на Министерката за финансии кон Собранието на Република Македонија, покрај тоа што во вчерашниот ден два пати ни прочита ист говор кој што претходно пред 15 дена го читала на Комисијата за финансирање и буџет, без минимум дури и да ги спореди новите податоци и бројки. Континуираното нејзино отсуство од работата на Комисијата за финансирање и буџет и од седмиците на Собранието, кога се носат вакви клучни документи, господинот Џафери и останати пратеници во Собранието, покажува дека каков е односот на владата спрема Собранието. Собранието е небитно, пратениците се небитни, нивните дискусии нема да променат ништо, како што и впрочем видовме во амандманската расправа, кога освен неколку амандмани поднесени од колегите од ДУИ и од СДСМ, ниту еден амандман сериозен од другите пратеници не беше прифатен. Практично владата има тенденција Собранието да го направи нотарска служба, а не собрание каде што ќе се претресуваат и носат одлуките. За жал, односот на мнозинството е во тој правец да дозволува владата така да се однесува. Она што лош впечаток остава од страна на министерката е дека таа не е концентрирана на својата работа и дека се повеќе самата го засилува впечатокот дека одлуките не ги носи таа, дека одлуките во Министерството за финансии ги носи друг или други луѓе од владата на Република Македонија, и таа дека и фактот дека таа нема контрола над состојбата која што ја има Министерството за финансии. Овој буџет е неодржлив на среден рок, коцкарски, односно хазардерски, ќе објаснам зошто, неразвоен и стагнирачки буџет, буџет со кој што се подценуваат граѓаните на Република Македонија. Зошто го велам ова? Ова исто како во една куќа, фамилија да ја задолжи под хипотека и средствата да ги потроши за луксус. За саат, за прстен, за ланче, за годишен одмор на некоја атрактивна локација, а не да вложи во нешто што ќе значи оддржување на куќата, уште помалку нешто што ќе значи можност таа фамилија да создава дополнителен приход. Затоа велам дека е коцкарски и хазардерски. Неодржлив е заради тоа што страната на приходите и на расходите не е балансирана онака како што треба. Се повеќе се зголемува приходната страна, но не по основ на развој на економијата, туку по основ на зголемување на задолжувањето на домашниот и странскиот пазар, а во однос на расходната страна, се повеќе и повеќе државата се расфрла на два елементи. Луксус, прв елемент, втор елемент, подкуп за избори. И тоа ќе го објаснам. Односот на колегите пратеници од мнозинството е еклатантно несериозен исто така. Пример, ќе кажам два примери во обиди за да се одбрани буџетот. Во текот на вчерашниот ден пратеникот Хари Локвенец кажа дека во државата се изградиле 24 градинки од кога е СДСМ дојде на власт, но неколку часа подоцна пратеничката Жане Калевска кажа дека се 32 градинки. Значи во само еден ден двајца пратеници од СДСМ кажуваат комплетно неточна бројка. Ние не знаеме ни две кај се направени. Исто така, во текот на вчерашниот ден, колегата Костадинов од Струмица, портпаролот на СДСМ, кажа дека се направиле 500 км патишта. Но колегата Коста од општина Ѓорче Петров, исто така пратеник од СДСМ, кажа дека се рехабилитирале 500 км патишта. Што не е исто. Ни тоа не го гледам. Но односот е тој. Несериозен, неконкретен и непрецизен. Со употреба на невистини во одбрана на буџетот. Клучното прашање е, господјо заменик министер, дали вие вака би управувале со домашниот буџет, како што управувате како Министерство на финансии со државниот буџет. Зошто го велам ова? Ајде точка по точка. Неколку пати кажав. На 18.9. податоци, датумот кога имам последни податоци, реализацијата на даночните приходи на буџетот е 66,7%. Тоа се изворните приходи на буџетот. Тоа е она што го создава економијата.
Но планот на владата бил реализацијата на буџетот да биде 71, односно реализацијата на приходите по основ на даноци во тој момент да биде 71,7%. Што значи имате потврлање на даночното финансирање на буџетот со 5%. Што претворено во сума разбирлива за граѓаните, значи 171 милион евра помалку остварувате приходи од даноци. Ако таа тенденција се задржи, која што имате до 18 септември, недостатокот на даночни приходи на буџетот ќе биде најмалку 240 милиони евра. Не гледаме никакви показатели, заради тоа што и овие денови погледнавме некои извештаи од управата за јавни приходи, за нивото на финансирање на буџетот со даночни приходи, тенденцијата е надолна, не е нагорна. Тоа значи дека од основна дејност, не од задолжување, државата остварува помалку приходи од тоа што го планирала. Сега, неколку пати колегите од опозицијата спомнаа дека државата од кога СДСМ е дојдена на власт, својот апсолутен долг го има зголемено за 600 милиони евра. Че она што го наследила од ВМРО ДПМН и нови 600 милиони евра. За да бидеме конкретни, почитувани колеги, што значи тоа за буџетот на оваа година? Државата досега во овие 8 месеци, првите 8 месеци, на домашен и инострански пазар се задолжила со 18,7 милиарди денари. Но се раздолжила, она што колегите пратеници од СДСМ го велат, ние враќаме ваши долгови, не е точно, зошто го велам тоа? Заради тоа што вратила само 9,7 милиарди денари. Односно, создала во 8 месеци нова должничка дупка од 9 милиарди денари, односно 150 милиони евра. Значи, не е точно тврдењето дека се враќаат стари долгови, заради тоа што задолжувањето оди дупло побрзо од раздолжувањето. Ако вие сте земале 18 милиарди запирка 7 и сте вратиле 18,7, тогаш можете да одите со тезата дека враќате стари долгови. Но, вие сте направиле нова дупка во задолжувањето од 150 милиони евра. Конкретно и јасно со бројки. Јас апелирам до колегите од СДСМ, ако воопшто реплицираат, да продолжат да зборуваат за врби, да продолжат да зборуваат за галии, да продолжат да зборуваат за споменици, да продолжат да зборуваат за Будимпешта, за СЈО, за Катица Јанева и воопшто да не се осврнат на конкретните бројки. Така побрзо ќе ви се замати погледот, така побрзо ќе дојдете во фаза во која што длабоко сте навлезени, а тоа е светот на розови очила и стаклени звона, и така побрзо ќе си ги покажете слабостите пред граѓаните. Она што е најфрапантно, почитувана заменик министер и почитуван колега пратеник, е дека најголем пат на приходната страна на буџетот во делот на даночното финансирање представува данокот на добивка. За 8 месеци државата требала да оствари 66% од планираните приходи по основ на данок на добивка, но реализирала само 54%, што зборува дека има потврлање од 12% во данокот на добивка. Или на крај на година, тоа ќе биде некаде околу 18% потврлање на приходите по основ на данок на добивка. Зошто го вадам овој данок? Ово е со најголемо потврлање. Но што ни кажува овој данок? Има добри економисти во собранието. Овој данок зборува дека компаниите помалку заработуваат во Република Македонија. Дека компаниите помалку работат и дека компаниите создаваат помала вредност во Република Македонија. Што ме помал данокот на добивка за 18%? Оно што го плаќаат фирмите, тоа значи дека и добивката е помала. Чиме добивката помала на апсолутна бројка од сите компании, значи дека рентабилноста е помала, дека шансите за зголемување на платите се помали, дека шансите за реинвестирање, што и се гледа во податоците, се помали. Така да, ова е фрапантен податок на кој што вие очигледно не сакате да обрнете внимание, но ние сме тука да ви го предочиме, не заради самиот факт дека треба да ве критикуваме, туку дека овој податок, намалениот приход по основ на данок на добивка, значи забавување на работата на компаниите, оние кои што го создаваат трудот.
Ако на тоа додајдете дека имате евидентен пат во IT индустријата, евидентен пат во градежништвото, евидентен пат во преработувачката индустрија, дека имате евидентен пат во бројот на вработени во индустријата, да, има зголемување, ама има зголемување зашто вработивте 25.000 партиски луѓе по администрација и по јавен сектор. Не само партиски луѓе, туку и роднини на многу видни членови на Социјалдемократскиот сојуз и на другите партии во коалиција. Значи, сите овие податоци кои ќе видите дека состојбата на среден рок воопшто не е ветувачка. Во меѓувреме, почитувана заменик министер, почитувани колеги, што е зголемен? Зголемен е персоналниот данок. Се зимат дополнителни пари од граѓаните. Зголемен е данокот на закупнини, на луѓе кои што издаваат станови, дуќани и така натака. Се зима повеќе пари од граѓаните. Зголемен е данокот на дивидендите, оние кои што имаат решено да инвестираат во реалната економија. Зголемени се акцизите. По тој основ зголемена и наплатата на ДДВ на нафтените деривати. Денеска плаќаме 3,54 денари повеќе за секој литро нафта од тоа што би го плаќале доколку не ги зголемевте акцизите. Зголемени се придонесите еднаш, сега од 1. јануар ќе се зголемат уште еднаш. Проширен е опфатот на данокот на добивка. Не е зголемен во процент, но е проширена даночната основа. А пак вие имате драстично намалување на приходите на данокот на добивка. Цената на водата скоро во сите поголеми градови е зголемена, се зголеми цената на јавниот превоз за Скопје, се направија нови патарини, дури државата зема и кредит да гради нови патарини. Значи една плејада на листа на работи на кои што се зголеми цената во момент кога некој овде ни вели дека парите се враќале кај граѓаните. Кога некој вели дека парите се враќале на граѓаните, тоа е исто како она вчерашно сведочење на нашите сограѓани од Арачиново, кои што признаа јавно дека пред изборите некои луѓе од СДСМ им ветиле дека за Арачиново ќе има 300 вработувања како пилоти во државата. Значи, тоа не е измислено од мене, не е измислено од никој од пратениците, тоа вчера самите граѓани на Арачиново го посведочи. Дека СДСМ во Арачиново не ветила канализација, како што мислевме сите, ветила авијација. Со 300 пилоти само од Арачиново. Затоа велам, не само овој буџет, комплетниот однос на СДСМ и кон Арачиново, и кон Чешиново, и кон Стојаково, и кон Велгошти е со подценување и со подсмех над луѓето. Да отидете во Арачиново и да им ветите дека 300 луѓе ќе вработите во авијација и да немате проблем, да имате таква психолошка матрица, да имате таков морален код. Неразбирливо. Но и овој буџет е таков. Набројав што све паѓа IT индустријата, градежништвото, преработувачката индустрија, странските директни инвестиции оваа година во првите 6 месеци се сведени на само 55 милиони. Во момент кога сето наше соседство книжи инвестиции странски во вредност од над милиарда евра. Што имаме друго на расходната страна, почитувани колеги? Имаме драстично намалени капитални расходи. Од проектирани 422 милиони, реализирани близу 120 милиони. Тоа се, почитувани колеги, почитувана јавност, парите кои што директно завршуваат на видливи проекти, на патишта, улици, водоводи, канализации, болници, школи, спортски сали, спортски терени, пречистителни станици и така натака и така натака. Значи, од 4 ветени работи, 3 нереализирани. Само за оваа година. Така беше и лани. Остај тоа, наместо премиерот да ги смени министрите, кои што не ги реализираат капиталните расходи, тој предлага намалување на капиталните расходи. Нема да ги смениме министрите што не работат, ама ќе ги намалиме капиталните расходи, за на крај на годината прокнижиме некоја вредност. Нема да ни биде пресметковната вредност на 422 милиони, ќе ни биде на 365-369 милиони, па нема да бидат 35%, ќе бидат 42% или 47%. А не гледаме дека од буџет, почитување колеги, од 3,7 милиарди евра
најголемиот буџет во историјата на Република Македонија, ние до крај на година за конкретни работи ќе потрошиме само 160-170 милиони евра. Каков срам е тоа? Од 3,7 милиарди нема да стигнеме нити до бројка од 200 милиони евра. Тоа ќе е околу 5% од целокупниот пакет на пари кој што ќе се собере од граѓаните за да се финансира државата, само 5% од парите одат за конкретни проекти за граѓаните. Ништо повеќе. Каква е таа страшна работа? И тенденцијата, и јас ги гледам и другите работи во буџетот. Каде се зголемувањето на расходите во буџетот, почитувани колеги? Во адвокатски услуги, таму кај што излева само од едно јавно предпријатие, пола милион евра се поделени. И тоа локално јавно предпријатие, Водовод Скопје. Договорни услуги, таму се зголемуваат за 430 милиони парите. Се зголемуваат за коли, за намештаи, за цвеќиња, за кикиритки, за лешници. Се зголемуваат парите за оној фонд за иновации, кој што не е фонд за иновации, туку е фонд за финансирање на фирмите, на челниците на СДС и на функционерите на СДС. Остај тоа. Тоа е со помала сума. Има еден друг закон кој што го донесовме за финансиска поддршка на инвестициите. Лани државата потроши 30 милиони евра да поддржува фирми. Сами одлучуваат на кои фирми. 10 месеци бараме податоци. Вас ме прашале. Тевдовски сме го прашале. Новата министерка сме го прашале. Андјушев сме го прашале. Заев сме го прашале. Кире Наумов сме го прашале. Крешник сме го прашале. Сме пратиле по закон за слободен пристап до информации од јавен карактер. Пратенички прашања сме поставили. Никој од вас не кажува кај се поделени тие 30 милиони лани, а годинава повеќе. Јас ќе ви кажам. На ваши фирми. На ваши фирми, тие што ве финансираа во кампањата. И на фирми на ваши функционери. Таму ги делите пари. За тоа се зголемуваат пари во буџетот. Затоа фонд за поддршка на бизнисмените на СДСМ, тоа не е фонд за иновации на Република Македонија. На тоа се зголемуваат пари, а се кратат на конкретни работи, на училишта, на градинки, на клупи школски, на табли школски, на тоа се крадите. Ги намалувате парите во образование, почитувана заменик министр. За 842 милиони ги намалувате парите во образование. Чиниш сме достигнале Финска, Шведска и Норвешка во образованието, па ќе зголемуваме за договорни услуги и адвокатски услуги, ама ќе ги намалуваме парите во образование. Намалувате во здравство 140 милиони. Кај сме со здравство? Не велам дека некогаш било добро. Ама таква состојба каква што е сега, не памти македонскиот граѓан. И вие, со полно право, пак велам, зголемувате на договорни услуги, за секој министер има нова кола од минатата година, ама ги намалувате парите во здравство. И треба тоа да го гласаме. И тоа докторите кои што се пратеници од СДСМ ќе ви го гласаат. Тоа докторите кои што се пратеници од ДУИ ќе ви го гласаат. Да, ќе ви го гласаат. За тоа што аргументите не се битни во ова собрание. Ова собрание е нотарска служба на владата. Ова собрание не е собрание на граѓаните на Република Македонија. Што ќе наумите во владата, тоа ќе ви помене во собрание. Попатно, сакам да набројам еден список од 16 проекти, веројатно пола минута господине Џафери ќе пробијам да најавам, да ви прочитам што се СДСМ вети во мојот град, а ништо не реализираш. Обиколница околу Велес, 0 активности. Мост во Речани, 0 активности. Затворен базен, 0 активности. Паркинзи над пругите. Значи, кај ми над пругите ќе правеле паркинзи над пругите. 0 активности. Градски пазар, 0 активности. Катна гаража, 0 активности. Гасификација на Велес, 0 активности. Колекторски систем, 0 активности. Пречистителна станица, 0 активности. Ова вие како авиацијата во Арачиново. Ново основно училиште во населба Тунел, 0 активности. Фабрика за цврст отпад, 0 активности. Пешачки надвозник од Младински парк до Сала Гемиџиин, 0 активности. Деловен објект Градски сад, 0 активности. Зелен пазар во населба Тунел, 0 активности.
Трета лента на влез од Штип, нула активности. Дом на култура во село Оризари, нула активности. И площад во село Иванковци, Ви благодарам. активности. Наместо овие проекти да ги имате во буџетот, ви имате пари за поддршка на бизнисите на вашите функционери. Благодарам.